Скопјани му се израдуваа на снегот. Забава, насмевки, детски џагор, правење снешковци и исполнети детски срца. Беше сликата која можеше да се види по парковите. Во денешно време, во урбаниот дел на Скопје, децата за жал се помалку имаат место каде може да го користат за лизгање и снежна забава. Во минатото тоа го имаше скоро на секоја улица, а денеска такви слики може да се видат само во некои небезбедни места за лизгање или во некои паркови. Пред неколку години на снежните улици вистински предизвик беше скијањето. Некои од децата имаа санки, а некои навреки. Немаше ништо поубаво од тоа да седнеш на вреќа и да се лизгаш. Санките знаеја да закочат некаде, но вреките никогаш. Едни се скија, други правеа снешко, трети се удираа со снежни топки. Во денешно време оваа слика е многу ретка. Родителите кои се со подлабок џеп за ваквите снежни игри ги носат децата на некои од скијачките центри. Во Македонија најпосетени скијачки центри се Крушево, Попова шапка и Маврово, но поголемиот дел од посетителите се од соседството, од Албанија и Косово, а македонските граѓани најмногу предпочитуваа да заминат на скијање во Копалник, Банско и Боровец. Од туристичките агенции велат дека во Банско се бара место повеќе, таму може да се најде солидна понуда со богато мени и бесплатно користење на спа центрите. Единствено во Банско се поскапи ски картите, во однос на Маврово, но тоа се компензира со помалите трошоци за сместување и храна. За крај може да се заклучи дека некогаш децата се скијаа на малските улици, а денес времињата се сменети, а убавите спомени од детството никогаш не избледуваат.